Денес православните христијани го слават празникот Успение на Пресвета Богородица, или кај народот попознат како Голема Богородица. Со свечена литургија, молитва и свеќа за здравје и берекет, православните христијани го одбележуваат големиот празник. Според христијанската традиција, на овој празник се принесуваат дарови за здравје пред големата икона, а се зема и светена вода. Богородица била почитувана не само од христијаните, туку и од муслиманите, и кон неа сите упатувале молитви за исцелување, здравје и берекет. Богородица е единствена жена во историјата на човештвото која го добила епитетот Пресвета. Се смета за заштитничка на бремените жени, на децата и на семејството. Пресветата православна црква го честува споменот на Успението на Пресветата Владичица наша Богородица. И со овој празник завршува Богородичниот пост, кој што е востановен во чест на овој празник и на празникот Преображение Христово. Како секоја година, така и ова се очекува голем број на верници да го посетат храмот, да ги упатат своите молитви кон Пресветата Мајка. Значи на овој ден имаме многу причасници. По повод големиот христијански празник честитки упатија премиерот Никола Груевски, пратеничката група на ВМРО ДПМН и градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев. На овој голем празник православните христијани во Република Македонија го прославуваат денот на големата заштитничка на нашиот народ. Ова е денот кога се чествува љубовта, мирот и толеранцијата, чистината на човечката душа, мудроста и скромноста како највисоки духовни вредности на секој човек. Преку овој светол празник да изградиме мир, взаемно почитување и толеранција, да научиме да простуваме и да ги почитуваме највисоките морални вредности, бидејќи тоа е вистинскиот начин кој го осветлува патот до исполнет и спокоен живот на секој од нас, стои во честитката. Инаку за празниците Голема и Мала Богородица обичај е особено жените да почитуваат голем број забрани, кои се однесуваат на обавување домашни обврски. Затоа на верниците им се препорачува да не работат во и околу домот. Исто така празникот Голема Богородица во многу семејства се прославува како семејна слава, а често е и црковна или селска слава.